Добар ден, почитувани, ја следите на новата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Се почесто слушаме дека луѓето имаат проблем со жолчката, камења, полипи, воспаленија. Понекогаш е потребна операција. Во денешната емисија ќе дознаете зошто е важна жолчката, кои симптоми укажуваат на некаков проблем и што е тоа минимално инвазивна интервенција. Разговорот ќе го водиме со доктор Валон Салију, специјалист по абдоминална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот следува веднаш по рекламите, а ќе можете и вие да поставите ваши прашања во програма. Се гледаме. Зошто толку многу луѓе денеска имаат проблем со жолчката? Дали ова е можеби болест поврзана со современиот начин на живот? На оваа тема денеска разговараме со доктор Валон Салију, специјалист по абдоминална хирургија во клиничката болница Жан Митрев. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добро ме најдов, ви благодарам за поканата. Поздрав до вашите гледачи и следбеници. Се надевам дека ќе разјасниме некои моменти во однос на оваа проблематика, која што е не толку ретка, се појавува често и во наше поднебје и на светско ниво и заслужува едно посебно внимание, пошто на луѓето им ствара, информира една нелагодност, така да заслужува посебно убаво да се разјаснат некои работи. Која е функцијата на жолчката и дали ова важен орган, бидејќи постои убедување дека без проблем може да се живее без жолчка? И на пациентите и на другите луѓе се обидувам да им разјаснам неколку ентитети за да може да ја сватиме проблематиката. Прво, кога ќе речеме жолчката е самата по себе течност. Се формира во црниот дроб, се разлива во каналите и завршува во 12-палачното црево или дуоденумот и тука учествува во одредени функции кои што се многу битни во разлојувањето на мастите, во нивната апсорбција, во отфрлањето на вишок од продукти како билирубин и холестерол, меѓутоа таа сама по себе е течност. А во системот на жолчните водови се наоѓа и жолчното кесе, кое што често знае да предизвика вакви проблематики, особено ќе се навратиме понатака во формирањето на камења и луѓето треба да не се плашат дека кога зборуваме за жолчка, всушност тоа е течност која што и после операција ќе функционира најнормално, меѓутоа во одредени системи, во одреден систем како што е жолчното кесе, поради одредени дисфункционалности кои што понатака ќе ги споменеме и разјасниме, тоа мора да се извади, меѓутоа функцијата на жолчката во принцип се останува сочувана на течноста и тоа е многу битна, особено во, како што спомнав, разложувањето на масните продукти кои што ние ги консумираме и ни се потребни во однос на нашата енергија и развој понатамошен, а и во исфрлањето на крајните продукти, како што билирубинот, холестерол и така натаму. Значи жолчката и понатаму ќе биде присутна во дигестивниот систем и покрај отстранувањето на жолчната кеса. Таа се произведува некаде, па да кажам, до литари 200 милилитри во текот на денот, тоа е во секојдневната продукција, тоа е нормална продукција на црниот дроб, кој што е дел од функционалниот наш систем, меѓутоа жолчното кесе е поставено на место со цел да помогне во целава приказна, меѓутоа понекогаш кога не е тоа здраво, наместо помош ни доведува до нелагодности. Кои се најчестите проблеми со жолчката со кои што се среќавате во вашата пракса? Во однос на жолчното кесе најчеста проблематика е холелитиазата, тоа е во превод камења во жолчното кесе. Од други проблеми, како последица на камењата може да се појават воспаленија, тие да бидат акутни, хронични и други дополнителни компликации кои што може да се појават како последица на постоењето на тие камења и би ги спомнал и полипите на жолчното кесе кои што се сосема друг ентитет, сосема друга група на проблематика, не поврзана со камењата, може да бидат во исто време и едното и другото, меѓутоа не се ни по генеза, ни по потекло, од исто потекло, така да тоа е сосема друга група на ова. Меѓутоа во 95% од случаевите на заболување на жолчното кесе, кога зборуваме за жолчното кесе, се работи за камења или за холелитиаза во. Така, во денешната емисија детално ќе проговориме и за камењата, и за полипите, и за воспаленијата. Ќе започнеме со камењата, со жолчите камења. Зошто тие се формираат, како се формираат и не сите се подеднако предиспонирани на овој проблем. Така е, вистина, значи има многу фактори кои што се
Во склоп на формирањето на жолчните камења, прво да ги поделам, тие се делат на холестеролски, кај што има вишок холестерол, и се делат на пигментозни или билирубински, што се од друго потекло формирање на камења. Има различни типови? Има различни. Во светска популација, да кажеме, во западните земји се подоминантни холестеролските камења, додека, пример, кај азијати се подоминантни пигментозните камења. Во нашава поднебја се работи повеќе секој пат за холестеролски камења, и тука имаме многу фактори кои што учествуваат во тоа. Однос на полот, женската популација е поизложена на оваа проблематика, има неколку фактори поради тоа. Една од причините е хормонскиот момент кај женската популација, особено естрогенот. Тие знаат да се појават кај бремени жени, знаат да се појават, има една 4F формула, да ја кажеме, на англиски викаат F за female, као жена, F за 40, над 40 годишна возраст, F за fertile, за што имаат плодност, и F за fat, тоа не се однесува само на дебелина и обезност, иако обезноста е еден од факторите за оваа проблематика, меѓутоа се однесува и на самата дистрибуција на масното ткање и холестеролот како се однесува, што е поразлична во споредба со кај мажите. Особена субпопулација се жени кои што се неколку пати затрудниле, па имаат мали дечиња, кај нив знаат да бидат, кои ќе споменеме и понатака, таа е една посебна група на пациенти кои што после породување имаат чести болки и заслужуваат едно особено внимание. Други фактори се обезноста, другите фактори се наглото слабење, знае да доведе до формирање на жолчни камења, особено ако тоа се работи за многу краток времен период и така наеднаш да се слабе поради одредена дискинезија, тоа е нарушување на движењето на жолчното кесе. Значи опасни се оние брзи ригорозни диети што се... Не само опасни, туку се и нездрави и доведуваат надвор од ова и дополнително други проблематики кои што луѓето сакаат да го постигнат резултатот за побрзо време, и тоа е разбирливо, меѓутоа цената и последицата врз телото секако си е своја. И дополнително имаме метаболни нарушувања кои што може да бидат вродени и одредени липидни нарушувања, значи збориме за пореметување со маснотиите кај луѓето, кај што доведува до склоност за формирање на жолчни камења. Возраста, пример, пошто ги спомнав метаболните нарушувања, кај овие пациенти камењата се појавуваат во помлада возраст, а во принцип, во општо, значи збориме кога се работи за камења жолчно кесе, тоа е предоминантна болест кај повозрастната популација. Значи децата и помладите се на некој начин одстапени од оваа проблематика. Но може и кај нив да се случи. Апсолутно, да, може да се појави во било која возраст, не е исклучено кај никога. Ја споменавте масната дистрибуција во телото, така? Распоредот на мастите во телото, што е најризично? Дали тоа се мастите на стомакот што се наталожени, на бедрата? Има ли одредена категорија? Нема некоја специфика конкретна, да кажеме, дали тие масти би довеле до камења во жолчното кесе или не. Во принцип се работи за, кога збориме за обезност, тоа е еден вид на надвор од естетскиот момент, се работи за едно метаболно нарушување, кај што липидите и другите структури и субстанции што се во телото се во некој, да кажеме, друг баланс или дисбаланс. Значи и тука доведува до една проблематика која што нарушува од една страна кај жолчното кесе, од друга страна во други системи, на кардиоваскуларни системи и така натака, во исхраната, во функцијата на цревата, така да не е конкретно спецификата на какво е дебелењето, колку што е проблематиката дека тоа е едно целокупно нарушување каде што во една ситуација доведува и проблеми со жолчното кесе и со камењата во нив. Дали камењата во жолчката секогаш ќе предизвикаат некакви симптоми? Постојат ли карактеристични? Има една група на пациенти кои што се сосема асимптоматски. Значи, они отишле на лекар поради сосема друга контрола, да се испитуваат или на систематски преглед од страна на работодавци, каде што им прават ултрасонографија или ехо на абдомен. Значи, во тоа гледаат и увидуваат дека всушност имаат камења во жолчното кесе. Има една група друга на пациенти кои што доаѓаат со неспецифични симптоми, кои што во принцип мислеле дека се работи и лекарите и пациентот со сосема друга проблематика, особено
особено кога зборуваме за болки во горниот средишен дел на абдоменот, значи во позади лажичката, кај што повеќето размислувањето оди во правец дека се работи о желудочно потекло, па се прават испитувања од типот на хеликобактер пилори, гастроскопи, гастрографи и така натака, за да после реализирана ултрасонографија или ехо се увиде дека всушност се работи за камен во жолчното кесе. Овие се тие, да ги кажам, неспецифични појави кај луѓето и тие всушност ние сваќаме дека за тоа долго време колку што ние имале болката, всушност потеклото било каменото, жолчката, од жолчното кесе, а не другата патологија. И имаме симптоми кои што се така малце поспецифични за оваа проблематика. Таа е медицински кажано билиарната колика, таа е болка, силна по карактер, остра, која што се појавува или во средишниот дел, или под десниот ребрен лак, се шири кон грбот, особено поврзана со исхраната, која што се појавува после одреден пообемен оброк, особено исполнет со многу маснотии, и кај луѓето таа е еден вид на неиздржлива болка, поради која што они се упатуваат и доаѓаат во нашите установи медицински за испитување и нормално иницијално за смирување на болката. И овие се еден тип на болка која што да кажеме поспецифична и други симптоми и клинички знаци се во зависност од тоа дали се работи за воспаление на жолчното кесе. Ако се работи за акутно воспаление, имаме симптоми од типот на покачена телесна температура, силна болка, значи под десниот ребрен лак. Ако направиме лабораториски испитувања, инвестигации, ќе добиеме леукоцити високи, евентуален ЦРП, на ултрасонографија ќе добиеме евентуално раслојување на зидот, доколку се работи за акутен холецистит. Кога се работи за хроничен холецистит, по-специфични се потапите болки, значи кај нив не се толку карактеристични овие што ги спомнав од претходно, туку самото присуство на камење и развивањето на хроничниот холецистит, на хроничното воспаление доведува до една така по-блага варијанта на појава на болки и кај нив може да се појават во разредчени периоди, да кажеме да се појави еднаш во 2 месеци, во 3 месеци, секако тоа е веќе симптоматологија на камен на жолчното кесе и секако тука ги имаме симптомите и клиничките знаци на компликациите на камењата на жолчното кесе, кои што се особено важни да се распознаат од почеток со цел превенција на поголемо оштетување кое што би можело да дојде како последица на, пример ке земам, спуштање на мал камен кој што бил во жолчното кесе во главниот жолчен вод, кај што може да предизвика пожолтување кај пациентот, развивање на билиарен акутен панкреатит кои што се сериозни состојби и заслужуваат посебно внимание во третманот, во диагностиката и особено во распознавањето на пациентот дека се работи за таа проблематика. Дали тоа значи дека малите камења во жолчката се поопасни од големите? Во однос на развивањето на компликациите од типот на билиарен акутен панкреатит, да. И треба ние во праксата секојдневна, пример кога гледаме ултрасонографии, не гледаме само на тоа дека се работи за камен на жолчното кесе, туку и димензијата можна ни е битна и ни е важна поради причина што тие знаат да предизвикаат дополнителни компликации кои што не се добри по пациентот и ние сакаме тука да ги превенираме и да ја поставиме индикацијата за оперативен третман, односно отстранување на жолчното кесе со цел превенција, прекинување на воспалителниот процес нормално и превенција на евентуалните можни компликации кои што би настанале доколку ние го оставиме тоа така на некој начин неразрешена ситуација. Кои димензии на жолчите камења се проблематични? Не можеме така да ги поделиме строго, да кажеме 3-5 мм или ако се работи за камен од сантим или 2, он дава друга проблематика и друг тип на симптоматологија и друга можна компликација. Доколку се работи за ситни камења, а имаме тесен, да кажеме, например, цистикус, тоа е дуктус кој што го поврзува жолчното кесе со жолчниот каналчето. Доколку тоа е широк, тука ќе поминат и поголеми камчиња. Доколку тоа е тесен, ќе поминат најситните. Најситните можеби нема да предизвикаат толку голема проблематика. Така да не секогаш самата димензија е клучниот фактор во однос на тоа кога би очекувале или не проблематика, меѓутоа честите болки, мноштвото на ситни камења и ситната калкулоза е еден индикатор за поголемо внимание кога ги исследуваме пациентите и кога ги подготвуваме за оперативен третман и кога би бил тој оперативен третман. Дури доколку пациентот нема никакви симптоми, а има
камчиња се размислува за оперативен? Асимптоматските пациенти јас сум малку резервиран во смисол на тоа, не по секоја цена инсистираме да се вади жолчното кесе. Да, тие имаат камења, прашање е дали имаат симптоми или не, меѓутоа многу е добро да ние овозможиме да ги поврземе и тие неспецифични симптоми што се со камењата на жолчното кесе. Од друга страна, па имаме пациенти кои што доаѓаат со болки во грбот. И сега, а воедно имаат и камења во жолчното кесе. Меѓутоа тоа не е со сигурност дека тоа не е предизвикано од друга проблематика и треба, ако седнеме со пациент да разговараме, треба да им објасниме дека да, ние сме убедени дека ова е од жолчното кесе. Меѓутоа, доколку имаат они дополнителна друга проблематика, треба да се обрне внимание и на таа, со цел да не биде дека се оперирани, па болките продолжува. Тоа не е за џабе, они имаат камења, меѓутоа, сепак исходот на пациентот е ние да го оставиме него, а може да продолжи со неговите работни активности, животот во целост, особено да се исхранува нормално како што би требало да се храни, ако го имаат камења, тоа е некако ограничено, меѓутоа да им го на некој начин решиме проблемот. После операцијата, односно отстранувањето на жолчката, доколку и понатаму се присутни истите симптоми, односно болката, што се презема? Треба да видиме дали жолчните водови во целост се како што треба, во смисол дека нема заостанување на никаков камен или пад на некаков камен, што обично би ни бил показател уште пред операција. Значи, доколку имаме ние пациент со жолтица, не би пристапиле веднаш да го оперираме, туку би почекале да прво го разрешиме моментот на каменот во жолчниот вод, пошто тоа е побитен во моментот во однос на каменот во жолчното кесе. Еден со друг се они поврзани, меѓутоа следот на работите би било да се разреши прво истата проблематика. Доколку симптоматологијата после операција на жолчно кесе се повторува, а не се однесува на жолчните водови, тогаш треба да испитаме и да најдеме главна причината поради која што да не оваа ситуација маскирала нешто друго. Особено промени на панкреасот, особено промени на желудникот и така натака, особено проблематики кои што се во таа регија, да кажам, во една близина едни со други, иако ние пред да ги припремиме пациентите за оперативна интервенција во смисол на вадење на жолчно кесе, во повеќето случаи овие испитувања ги правиме со цел да не влеземе на операција без да имаме исклучено дека се работи и за друга патологија која што би побарала внимание и третман евентуален пред да се реши проблемот со жолчното кесе. А што се тоа полипи? Од што се формираат? Тие се други дали се опасни како творби, полип на дебело црево? Значи, тие се творби кои што се над зидот на жолчното кесе, немаат никаква поврзаност со жолчните камења, може да бидат во исто време едни со други. Тие се битни од друга карактеристика. Може да бидат сосем асимптоматски, може да појават различни симптоматологии кои што не се специфични за оваа проблематика. Често се случува да ги наоѓаме случајно на ултрасонографија. Битноста кај нив е да тие треба да се отстрани тоа жолчно кесе поради можноста за малигна алтерација или преобразба на тој полип од бенигна творба во нешто друго, многу поопасно, кое што не иде за ден или два, меѓутоа во еден временски период кој што е подолг, може да биде ризик фактор за појава на евентуален карцином на жолчното кесе. И тука треба да бидеме особено предпазливи. Пример во праксата која што ние обавуваме, пример, доколку ми дојдеме на пациент со полип на жолчното кесе, прва работа што правам е да го повторам во еден или два наврати ултрасонографскиот наод од различни ултрасонографисти, не дека не веруваме во тоа што они го напишале, меѓутоа идејата е дека мора да се потврди и соодветно димензијата да се измери на полипот, доколку е еден или доколку се повеќе, со цел да ние увериме дека се работи за таа проблематика. Друго што е важно, пример, не по секоја цена одма ги внесуваме на оперативен третман, меѓутоа го следиме развојот на полипот. Дали за одредено време тој полип добива брзина на раст која што не е соодветна за една таква проблематика и треба да ни крене еден аларм со цел да видиме да се работи да пристапиме на отстранување на жолчното кесе. И тука би ги спомнал една посебна групација кај што се полипи над 1 сантиметар, кај нив нема дискусија, кај нив се иде на отстранување на жолчното кесе во целост. Значи 1 сантиметар е горната граница на полип? 1 сантиметар е клучната граница во која што нема никаква Претходно може да се следи, Претходно може да се следи, да кажеме 6, 7, 8 милиметри, нели и така натака. Меѓутоа сите тие
што ги спомнувам милиметри се релативни, пошто кога правиме ултрасонографија, ние ги мериме, меѓутоа тие се различни агли и така натака, така да секој пат кога има пациент со полип на жолчно кесе, мој совет е будно следење на истата состојба и во одреден момент секако ќе заврши со оперативен третман. Не мора да значи со 100% сигурност, меѓутоа во принцип треба да се размислува дека кога тогаш ова состојба треба да се реши. А кога станува збор за камењата на жолчното кесе, дали тие може да се следат долг период и пациентот на крајот да не заврши со операција? Така доживотно да биде? Во принцип имаме кај луѓе кои што ќе дојдат возрастни, пример да кажеме 80 години, кои што никогаш немале симптоматологија за камења на жолчно кесе и случајно се наоѓа дека имаат некое камче во жолчното кесе или па имаат друг камер поголем и така натака. Не по секоја цена, секој пат наоѓањето на каменот во жолчно кесе е индикација за операција. Мораме да ја направиме поврзаноста меѓу каменот и симптоматологијата и знаците кои што ни ги дава истиот и нелагодноста на кон пациентот во однос на неговото живење. Доколку да, има еден ентитет кој што се вика народно кажано или по медицински кулуари калкулоканцер, колку е постар, толку е тоа е настанување на малигна алтерација од страна на каменот поради долготрајното лежење на истиот во зидот на жолчното кесе. Треба да се води сметка и околу таа работа, не треба да се по секоја цена инсистира на асимптоматските да се вади, меѓутоа треба да убаво измериме каков е каменот, како тој лежи, дали има некоја друга проблематика попратна, особено една будност во следењето на истата проблематика и во принцип пак ќе кажам, доколку појави симптоматологија, веќе размислување кон отстранување на жолчното кесе со се камењата и каменот што се наоѓа во него. Ке ги вклучиме гледачите од овој момент во денешната Телма амбуланта. Почитувани, емисијата е контактна, телефонскиот број е испишан на екранот. Можете да се јавите и да поставите прашања на темата на која што денеска говориме. Докторе, диагностиката секогаш се прави со ехо или понекогаш се потребни дополнителни алатки? Златен стандард за увидување дека постои камен на жолчно кесе е ултрасонографијата или ехото што го спомнавте. Најдобро се гледаат на тоа, особено кај пациенти на гладно, кога жолчното кесе е исполнето и во кое што може убаво да се отцрта појавата. Значи мора да биде на гладно? Мора да биде поради причина што после секој оброк жолчното кесе се празни со цел да помогне во разработувањето на масните исхрани кои што ние ги внесуваме. И кога имаме испразнето жолчно кесе, увидувањето и следењето на зидот на истото на ултрасонографија е потешко. Затоа инсистирањето и од страна на радиолозите и па и од наша страна која им кажува на пациентите е да бидат гладни со цел жолчното кесе да се прикаже во целост, исполнето со жолчка и со тоа ќе направиме дистинкција и разликување меѓу структурите што се внатре и колку се камењата и како се и каков е зидот. Тоа е битен момент. Ултрасонографијата, значи ехото е тоа што е сосема доволно во однос на откривањето на каменот на жолчното кесе, евентуалното воспаление, дали се работи за хроничен акутен холецистит и нормално... Воспалението е видливо на ехо? Да, се мери димензијата на зидот на жолчното кесе, карактеристиките на зидот, ако е акутен, има раслојување и така натака, и тие се доста видливи, пример за добар ултрасонографист, тоа би било сосема лесно, доволно за да објасни. Меѓутоа, тука ги имаме и компјутерската томографија, која што во случај на покомплицирани случаи или нејасни, би ни довело до одредена јаснотија, значи дојаснување на состојбата, пошто ние кога го гледаме жолчното кесе не можеме да го гледаме тоа изолирано само како една структура. Околу истото има и доста околни структури кои што учествуваат во сооднос со жолчното кесе, во активни воспаленија и во слепувања и може да предизвика дополнителни компликации во смисол на поради акутизацијата на состојбата и особено при компликациите, пример, компјутерот би ни помогнал многу повеќе за да утврдиме дали имаме или не одреден тип на компликација. Исто така тука и магнетната резонанца, особено поставка која што се вика МРЦП, во која што може да се прикаже со исполнетоста на жолчните водови, жолчното кесе со жолчка, со контраст и тука да видиме дефекти кои што би се створиле како последица на појава на камења или други творби. Имаме гледачи кои што очекуваат да се вклучат во програма, да ги слушнеме прашањата. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав за докторот и екипата на Телма амбуланта. Ви благодарам. Ве гледам се моментално на телевизија, имам
Сега моментално проблем немам. Имам 3 камења по сантим и пол по жолчка. Колку време ги имате камењата? Па од пред 3 години ги утврдив. Така. Пред 3 години видов дека на девка е лекар, има Така. веднаш болки. Аха. Мислев друга работа во прашање. И што ви Отидов- советува? Да се следи состојбата, да се направи операција? Каков совет добивте? Па совет добив, треба да се острани жолчката, најдобро би било, мада може да се полетако додека не знам тие стручни работи, на подржавна и воена болница. Така, но вие се Секоја уште година- ја немате направена операција, тако. Не. Се двоумите, се колебате? Па сега и така сум во двоумење. Така, во може да се двоумење и каже. сега сакате еден совет од докторот, што да преземете? Точно така. така, пошто гледам, вика, над 1,5 сантим, јас сум човек од 62 години, сега стравот е тука, не. Така. Поради возраста, предпоставувам, имате сега некаков страв. и од возраста, самата операција. Така, јасно. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Доктора, многу луѓе кои што имаат ваков проблем со жолчката се двоумат. Значи, стравот од оперативен третман е нормален, природен и човечки, пошто никој не влегува на оперативен третман така лабаво, како да се каже, пошто луѓето имаат секакви прашања, се работи за анестезија, за операција, за можни разни ситуации. Генерално и стравот на господинот е сосема јасен. Тука сме ние за да им објасниме дека всушност таа интервенција е релативно честа, дека нема да биде он првиот пациент и нема да биде никакво се надеваме без никаква компликација, така, во смисол на таа работа. Во принцип би требало се размисли за минимално инвазивна постапка. Што тоа значи? Минимално инвазивно? Лапароскопско отстранување на Значи без жолчното класичен кесе, рез. со тоа што би застанале, со него би разговарале во смисол, прво би направиле увид дали имал претходни интервенции оперативни, дали анестезиолошкиот тим би дозволил таква работа, што во принцип не прават проблем, меѓутоа генерално тука е за да пристапиме кон минимално инвазивна постапка и кај господинот по соглед на тоа што веќе имал симптоматологија на оваа проблематика, сепак е советот отстранување на жолчното кесе. После соодветна проценка, значи соодветен разговор и убаво разгледување на случајот, нели секој мора да се разгледа посебно и индивидуално, не можеме да ги генерализираме, секој си има своја карактеристика, своји заболувања пропратни што им се на луѓето и така натака, и доколку има простор, а во главно има, тоа да се изведе минимално инвазивно, со што они би имале побрз постоперативен тек и подобра реконвалесценција. Гледачот нека продолжи да гледа денешната Телма амбуланта, ќе појасниме како изгледа лапароскопската операција на жолчка, а во продолжение на емисијата ќе вклучиме и уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте. Ве слушаме одлично и го очекуваме вашето прашање. Фала. Само ќе ве замолам да го намалите тонот на телевизорот. Поздрав до сите. Благодарам. Поздрав до сите, посебно до докторот. Големо мое задоволство да го поздравам, мој хирург веќе 3 години. Човекот поспремен, мајка таков не раѓа, ми го продолжи животот. Поздрав од се срце од Чичко Ѓорѓе Нивески. Ви благодарам, Чичко Ѓорги, што се јавивте во програма и што споделивте поздрав до нашиот гостин. Ќе го вклучиме и следниот гледач во денешната емисија. Добар ден. Се исклучил гледачот, добро, продолжуваме. Докторе, понатаму. Има гледач. Добар ден. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Ало? Ве слушаме одлично. Докторот го прашувам. Така, го очекуваме вашето прашање, повелете. 18 милиметра камен во жолчката, а немам болки. Дали треба да се направи операција или не? Докторе, да имате некои прашања дополнителни? Малку е, 18 мм не е мал камен за да не појави никаква симптоматологија, да не имал некои неспецифични симптоми кои што не ги поврзува со Снимката кажува 18.
Така, 18 велите милиметри, дека имате А камен, немам болка. а може би имате некои неспецифични симптоми кои што не ги поврзувате со каменот. Освен болка, имате ли некаков друг симптом? Гадење, Немам болка, гадење, немам болки. гадење, Нема. проблеми, немате никакви симптоми. Нема. Значи никакви тегоби со стомакот, така? Нема тегоби. Со варењето на храната? Да се направи. Така. Да немате уште некој прашање, тоа е се. Ви може да се благодарам следи за вклучувањето состојбата во програма. доколку нема никакви тегоби, може да се следи комотно состојбата. Меѓутоа, јас би продлабочил не испитување, туку особено би повторил ултрасонографија, 1,8 см, тоа е прилично голем камен. Не е од тие малите кои што би кажале не би правиле никаква симптоматологија или придвижења. Во принцип може би има некоја симптоматологија која што не е конкретно поврзана со проблематикава, меѓутоа се однесува. Меѓутоа, ако нема ни еден симптом, тогаш би ја следеле состојбата. На редовни ултрасонографии, доколку појави симптоматологија, тогаш веќе вреди да се размислува за вадење. Ако 1,8 см не е споредбата во пример полипите се друга приказна во споредба со камењата, меѓутоа обично тие такви големи камења даваат одредено воспаление на жолчното кисело, особено кај него може да се работи за хроничен холецистит, да нема, али чим случајно се наоѓа и не се појавило, не би инсистирале по секоја цена само за да се оперира и отстрани. Што ќе решиме тогаш? Така. Нели? Нема нелагодност, нема симптоматологија, али како и да вреди и заслужува да биде следена состојбата. Да биде следен. Колку чисто да се прават контролите пред да го вклучиме следниот Да гледач? кажеме, може на 3 месеци, на 4 месеци да се направи Значи ултрасонографија. почесто да се прават. Но и не е толку често генерално Ехо, така. Така, добро, ќе го вклучиме и следниот гледач. Добар ден. Добив знак дека имаме уште еден гледач кој што очекува да се вклучи во телмамбуланта, а не се исклучил, добро. Продолжуваме понатаму. Како изгледа лапароскопската интервенција, односно минимално инвазивната? Колку трае, дали е сложена, колка фрез се прави или воопшто нема? Како се влегува во абдоменот? Значи има 4 отвори. Едниот Добре. отвор ни е, да кажам, или два по-големи, тие се до 8 мм до сантим преку сила, и други два по 5 мм отвори. Тоа е стандардна техника за изведба на лапароскопска холецистектомија, значи отстранување жолчното кесе. Во принцип, минимал инвазив е поради причина што нема онај класичен рез, и ако и измеѓу едното и другото имало обиди за отворено да се работи, значи збориме со мини-лап техника и така натака. Меѓутоа, во време денешно, веќе голем замав зема и тоа е сегашноста во која што се работат повеќето интервенции минимално инвазивно, со што се постигнува истиот ефект кој што би се постигнал со отворена хирургија, значи отстранување на жолчното кесе, со се камењата во него, меѓутоа со различна техника. Сега, луѓето знаат често да прашаат, во смисол да доколку и тоа особено го кажуваат како ласерска операција, значи не е ласерска, е лапароскопска. Го спомнувам тоа поради причина тука не работиме со ласер па да ги кршиме камењата, туку се работи за оперативна техника со која што ние ја постигнуваме истата цел, меѓутоа на минимално инвазивен начин. Сега, нивната двојба е доколку видат 4 отвори дали се отстраниле сите камења. Ке рече господинот како со 1 сантим рез ке извадите 1,5 сантим или 2 сантима камењ. Камен, така? Значи, меѓутоа ние знаеме тоа тие да ги срониме малце, да малце под релаксација, под лесна манипулација тоа се извлече низ предниот стомачен зид, така да има техники како тоа се прави, а во принцип траењето на операцијата е веќе стандардизирана, значи е често употребена операција, доколку се работи за хроничен холецистит, 30 до 45 минути интервенција, која што времето не е толку клучен фактор колку ќе трае интервенцијата, колку што е безбедноста при изведувањето на истата, со цел да се избегнат можни компликации, можни повреди на жолчни водови, особено внимание на тоа, и со цел да се постигне ефектот на отстранување на жолчното кесе со камењата на најбезбеден можен начин, кој што може да се изведе и нормално без последици. Иако се вели дека е рутинска оваа операција, сепак е сложена, бидејќи таму има
поминуваат и крвни садови кои што се мощно важни. Кога ги испоредиме со отворената хирургија, веќе во денешно време сложеноста стои како сложеност на интервенција, меѓутоа рутината го прави своето да се повеќе сме изложени на тие ткива и во принцип тоа ни доаѓа како природно кога веќе имаме со нив, да кажам, нели, колизија, контакт и така натака, така да во принцип се работи за интервенција која што е релативно честа, значи во наше поднебе па и во светски рамки. И секоја интервенција колку што почесто се изведува, толку повеќе се упростува, да кажам, на некој начин и доаѓа се поприродна за хирургот да изведува. Бројката е секако битна, меѓутоа не е само бројката, туку и безбедноста и техниките кои што ги користиме во денешно време и начинот на развој на науката е во правец на се побезбедна хирургија за со цел пациентите имаат што подобри резултати. Ајде да слушнеме уште неколку прашања од гледачи. Добар ден. Добар ден. Во програма сте. Благодарам, поздрав до вас во студиото, поздрав до докторот. Би сакала да го прашам неколку прашања. Значи, прво вака, јас сум пациент кој што имаше до пред некое време камења во бубрези, бев на кршење и одејќи на ехо за да ги контролирам, значи тие камења ми беше откриено дека имам камења во жолчката. И тоа докторот ми рече како бисери ми се нанижани, значи тела жолчка полна е со камчиња. Со која димензија се не знам, затоа што нели беше проблемот кај бубрезите, па некако тоа малку го занемаривме. Меѓутоа, после на друга контрола, ми рече докторот, вика, јас би ти, значи имам 44 години, рече, јас би ти препорачал да се решиш со камчиња, да ги решиш камчињата. Меѓутоа, класични симптоми, проблеми немам. Еве, од вчера, например, осеќам една болка под градите, како лажичката, што вика докторот, и позади на истиот дел грбот. Дали тоа може да се смета некоја болка, значи од камчињата во жолчка, или може би е нешто сосема друго? Значи тоа ми е едното прашање. Другото прашање ми е дали би требало да се решам од камчињата и од жолчката, ако немам проблеми класични, значи не чувствувам некоја болка, туку заради тоа што се многу и за тоа што ги има, па би требало да се оперирам. И уште едно прашање, значи имам инсулинска резистенција, па пијам глукофаж и глуковитал макс. Дали тоа, значи таа терапија некако би представувала некој проблем во таа операција, ако се решам, значи да ја направам во најскоро време? Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Предпоставам дека со овој лек и наглас се слабе. Тоа е друг лек што го користат за слабење, не се користи глукофаж поради дијабетот. Значи во принцип кај нејзе веќе кај пациентката има веќе симптоматологија која што е типична за камења на жолчно кесе и бројот на камчиња, симптомите што она ги има и тука веќе одиме во правец дека таа треба да се оперативно реши. Значи треба да се отстрани жолчното кесе со се камењата што се во него. Сакам да тука потенцирам една работа, значи особено во принцип она имала камења во бубрегот. Значи тие се сосема различни, сосема друг систем. Таму се кршат. И кога ќе се кршат, тие ќе се, ако се успее, ќе се раситнат, ќе излезат преку урината. Во жолчното кесе не би требало да размислиме во тој правец, нити во чајни. Некои размислуваат за така, за и има чаеви, користат, многу луѓе користат за топење велат на камењата. Се ги користат и ние тоа ги знаеме. Они мислат дека ќе се спасат од операција со тоа што ќе им ги снема камењата. Се надеваме да биде така. Сето тоа е добро. Меѓутоа работава е што доколку вадите камен од уринарен тракт, преку уринирањето излегува надвор. Доколку го стопите каменот на жолчното кесе и тој се раситни, тој паѓа во жолчниот вод. И во жолчниот вод доведува до компликации кои што се многу сериозни и многу опасни по човечкото здравје, особено кога ќе спомнам акутниот билијарен панкреатит. Значи, не е исто како со камењата на бубрегот. Сега, кај господијата, пример, имало камења во уринарниот тракт, кои што се може да понекогаш покријат симптоми, пошто ако има на десниот бубрег, така, меѓутоа различна е симптоматологијата. За волја на вистината, различни се региите и презентацијата на болката.
Меѓутоа, кај нејзе, според описот нејзин, она укажа убаво каде и се болките, така да тоа е симптоматологија типична и за жолчното кесе, што она веќе не спаја во групата на асимптоматски пациенти, туку спаја во групата кај пациенти кои што има симптоматологија, има индикација за оперативно лекување. Дали нејзиниот третман за дијабетот би било пречка во оперативниот третман? Не. Соодветна анестезиолошка припрема и соодветната хируршка припрема ќе доведе до тоа да пациентката соодветно се води и да биде што побезбедно и со сите карактеристики, пошто ние секој пат кога оперираме пациенти, тие немаат само едно заболување. Човечкото тело знае да има 2, 3 и повеќе, возраста кај одредени пациенти прави да има и други коморбидитети, така да сите тие ние ги ставаме на некој вид на водење и контрола и изведуваме операција која што мора да се изведе, меѓутоа од друга страна затоа и другиот тип дисциплинарен пристап кон третманот на пациентот, така да. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало. Во програма сте? Добар ден. Добар ден, го очекуваме прашањето. Еве за доктор. Направено ехо на абдомен. Жолчно, ке прочитам. Жолчно кесе наголемено, превиткано, хипотонично, со талок од жолчна тина волуменот. Холедок дилатиран се следи со премер од 12 до 13 мм со впечаток за дискретна дилатација на интерхепатални жолчни патишта. Во сегмент 5 на црниот дроб цистична делумно ирегуларна промена со големина 32 по 25 мм. Останатиот црнодробен паранхем умерено нехомоген со промер на порпна вена од 12 мм. Ова, доминантен наод е во епигастриумот со делумно ирегуларна цистична формација со диаметар 60 мм. Половина од луменот исполнат со густ ехогеничен материјал и со дебелина на ѕидот од 4 до 5 мм. Истата е во контакт со левиот резен на црниот дроб, потекло не може да се дефинира јасно, може да биде од хепар или панкреас. Панкреасот не е визуелно јасен. Слезината со наложен пример. Така, значи од прилика е јасно што од 70 мм. Ми се молам некако ова да ми го објасни докторот појасно. Така, што добро, ви благодарам за вклучувањето. Тука веќе збориме за покомплексен пациент кој што жолчното кесе и појавата на тиња е една проблематика која што да заслужува внимание, меѓутоа особено внимание заслужуваат 2 до 3 промени што пациентката ги спомна, особено дилатацијата на жолчните водови. Треба да се види соодветно каде е причината за таа дилатација и дали има конкретна пречка за тоа. Особено промената на црниот дроб да се убаво издефинира за што се работи и особено промената друга округла од 6 сантиметри, колку што сватив јас, која што заслужува посебно внимание. Доколку ова е направена ултрасонографија, мој совет е да се направи задолжително компјутерска томографија на абдоменот со контрастни средства, со соодветна евалуација на проблематиката. Значи, после ова дополнителни лабораториски инвестигации, збориме за да видиме вредност на билирубин, со маркери одредени кои што ние ги испитуваме, евентуална консултација со гастроентеролог доколку видиме дека се работи за одредена проблематика, па да треба ендоскопски да испитаме што е во внатрешноста на лумените, и крајно магнетот би го оставил доколку немаме разјаснување со компјутер. Меѓутоа, како хирург, ова што го читам, задолжителна компјутерска томографија на абдоменот и да се разгледа убаво соодветно случајот да видиме што е причината за оваа целокупна проблематика. Да, жолчното кесе е дилатирано, превиткано, има тиња, таму ќе оставиме на толку, а другиот дел ќе го и убаво изанализираме со цел да видиме дека тука во оваа проблематика повеќе се сваќа како да е проблематиката од сосема друга природа него од жолчното кесе. Затоа за пациентката силен совет е
компјутерска томографија и соодветно испитување, може слободно да дојде со резултатите, ќе ги разгледаме, ќе ги видиме и така натака, да видиме кој е пристапот за оваа проблематика. Докторе, по отстранувањето на жолчното кесе, на жолчката во која што имало камења или пак полипи или пак воспалено жолчно кесе, seедно, каква треба да биде исхраната на пациентот? Потребна ли е некаква ригорозна диета во првите денови по интервенцијата или пак долготрени? Прво ќе збориме за исхраната пред операцијата. Вие пациенти кои што имаат камења, повеќе масни оброци, повеќе кафења, љуто зачинет и така натака, знаат да добијат одредена симптоматологија или билиарни колики, поради причина што масната исхрана кога ќе стигне во 12-палачното црево, продуцира одреден хормон кој што доведува до активација и испразнување на жолчното кесе и нормално дилатација доле во долниот дел за да истече жолчката, меѓутоа поради оваа стимулација на жолчното кесе, ако има заболување, како типот на камење и воспаление, тоа доведува до болка. Така да овие пациенти кои што се со оваа проблематика со симптоматологија се трудат да избегнат максимално одредена исхрана и они се на една, да кажам, диета која што е подолго трајна, која што и не е толку лесна за секојдневно живење. Сега збориме, овој пациент се оперирал, така? И сега се враќаме назад од таа диета. Првите денови постоперативни би биле нормално со полесна храна поради целокупниот оперативен третман, анестезијата и така натака. Понатака, значи во животот, они веќе може да јадат нормално. Значи не би ги имале тие проблеми. Нема рестрикции понатаму. Рестрикции нема. Сега јас им правам една рестрикција на пациентите од друг аспект. Знаело да се случи една ситуација да поради они долго време нејадење и чување од разноразни исхрани, после тоа се опуштаат повеќе, што е нормално и човечки, повеќе од што треба, и тука имаме ситуација на зголемување на body mass индекс, добивање на одредена обезност и така натака, поради, да кажам, еден вид на опуштање на луѓето после, поради тоа што ги немаат веќе тие симптоми кои што ги имале пред операција, и тука јас би обрнал внимание тоа да не се направи, меѓутоа да се јаде нормално во нормални рамки, без рестрикции. Особено за понатака. Дали може да се развие, повеќето луѓе сега се чуваат да не се развие камен во жолчниот вод. Значи, нели по ист принцип. Меѓутоа жолчниот вод е попроточен во однос на жолчното кесе. Он е континуирано проточен. Нема задржување. Нема долго задржување, освен ако нема некоја друга природа. Ако пациентот има генетика за формирање на жолчни камења од типот на метаболни нарушувања, тогаш е веќе друга ситуација. Меѓутоа зборам за општа популација во која што имале камења на жолчката и поради тоа имале рестрикции во јадењето. Постоперативно они треба да се вратат во нормалната исхрана и во нормалните функции. Не може да се јават некои компликации како диареја или пак проблеми со варењето на храната. Бидејќи некои пациенти се жалат. Некаде се читаат овие компликации, литературата ги знае, дека меѓутоа жолчката како жолчка, како течност, она е уште присутна. Ние всушност не го нарушуваме текот на жолчката. Ние го отстрануваме болното жолчно кесе. И збориме диарејата да би била као причина поради неразложување на тие масти, и тогаш веќе треба да размислуваме во друг правец на некои абсорптивни моменти на дигестивниот тракт, и не би била жолчката главен проблем во таа работа. Да, може да се појави, меѓутоа во принцип не е толку често. Така да, тие пациенти се уште имаат жолчката како течност. Тие го немаат жолчното кесе. Така. Тука е клучата разлика. Так. А кој би бил најстариот пациент или пак можеби најмладиот, и дали возраста игра некаква улога во одлуката дали ќе ја направите операцијата или не? На почеток ви спомнав дека всушност холелитијазата е заболување на повозрастните. Но сепак има и деца. Да. Имало 14 години, 15 години и помлади деца, зборам и помали деца, пример. Последниот што го гледав беше некаде 8 или 9 годишна возраст, со тоа што јас сум адултен, значи абдоминален хирург, сум за возрастни од 14 натака, меѓутоа во соработка со детските хирурзи, тоа се генерално се ги изведуваме. Додека најстариот пациент, мислам дека ми беше 88 или 9 години, не ме фаќате за збор, али тоа беше акутно воспаление на жолчното кесе, значи со гангрена на жолчното кесе, изведена лапароскопска интервенција, и пациентот допред одредено време ми дојде на контрола, меѓутоа мислам дека беше добар.
Одлично. И колку често се потребни контроли по отстранување После на жолчна операција на кеса? жолчното кесе, збориме на раниот постоперативен период, нормално довадење на конци, ги контролираме редовно, нели колку пати ќе додате, еднаш, два пати, не е битно. После тоа само по потреба. Значи нема некоја специјална контрола која што се прави после холецистектомија. Доколку се работи за жолчното кесе, доколку се работи за друга проблематика, од надвор од камењата и така натака, тогаш ги закажуваме контролите по протоколи како што наведува заболувањето кое што го третираме. Доктор, ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам на поканата. Се надевам Прекрасни ни појаснувања, се надевам дека ќе се видиме повторно во студиото на Драго Телма. ми беше. Почитувани, ова беше уште една Телма амбуланта која што реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Ви благодарам што и денеска бевте заедно со нас од почеток до крај. Гледајте не секој работен ден на Телма во 12 часот и 50 минути кога заедно учиме за тоа како да бидеме и останеме здрави. Пријатно.